импорт банката на Кина и јавното предпријатие за државни патишта по скатена поставка. Сега, нема да биде лично, почитуван министер, кон вас, меѓутоа едно прашање, бидејќи тука договорот е со директорот на јавното предпријатие. Сега се поставува прашањето зошто не е тука директорот или министерката за финансии. Добро, еве, се извинувам, не сум знал дека нема деловнички права, меѓутоа сепак е обврска на Министерството за образование на јавно предпријатие и така натаму, а вие сте некој што на некој начин сте упатен, сте министерство, сте министер и ја следите ова проблематика. Независно, не ве амнестирам многу и вас, ама во ред е. Би сакал само да подсетам некои работи што се случија претходно и една хронологија на целата работа, бидејќи учествував во донесувањето на претходниот закон 2013 година. Многу честно, тогаш имаше сериозна дебата, многу зборувавме, имаше од сите страни, некако денешната дебата и вчерашната малку така како да е тивка, меѓутоа силна, проводија, ќе пробие многу. Ќе ви кажам зошто. Во тој период донесувањето на закон беше револуционерно за нас од Штип, од нашиот крај, па верувам и за граѓаните од Кичево кон Охрид. Значи, идејата да се добие автопат во тој период беше малку мислен Ивенка, почитувани. И одеднаш ние сега имаме автопат. Има уште некои работи што треба да се коригираат, таму има, еве, користам можноста да го информирам министерот, не се дозавршени оградите, заштитните огради, има, ќе ве молам да се пуштат луѓе, да се проверат и така натаму. Значи, веќе во следната фаза, сега имаме барање на дополнителни средства. Ако тогаш биле преку 300 милиона евра, сега се некаде преку 179 милиона долари, не знам точно во евра колку би биле. Значи тоа е некаде приближно половина од сумата на она што треба да биде. Меѓутоа хронолошки да тргнам и да кажам она што го мислам во однос на ова законско решение, штетите кои се прават и проблемите кои се појавуваат понатаму. Не е лично кон вас, бидејќи го кажувам по вашето доаѓање, зборувам за доаѓањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз на власт и мнозинството кога го има. Не напаѓате дека непрофесионално се прави патот и дека се потроши многу пари, се со цел да ја крени ова, се со цел да се крени цената на автопатот. И тоа го докажува, бидејќи ни повеќе ни помалку израчунувате дека треба 179 милиони долари. И од тогаш до сега се нема ништо сработено. Застаната е работата, буквално патот стои. Ги убедувавте граѓаните дека трасата е сгрешена. Во тој дел сами се дементиравте, со ваш представник кажа дека не била сгрешена трасата. Го задоците автопатот Штип-Миладиновци. И кажав, и пак ќе повторам, меѓутоа има делови од автопатот што не се завршени, како заштитни огради, така натаму, ве молам и тоа да се направи. Се досни со патот Штип-Кочани. Стопирана е градбата на клиничката болница во Штип, стопирана е и клиничка болница Скопје, стопирана е и патот кон Плетвар и Прилеп. Единствено се гради патот Штип-Радовиш, кој ние го проектиравме и беше во финална фаза, но заради избори не можеше да се тендерира, па го искористите тоа. Да ви кажам искрено, зошто се прави патот Штип-Радовиш, предпоставувате сите, затоа што тука поминува премиерот. И мора на него да му се направи патот и за да биде секако што треба. Сега, ама сите не живееме во Струмица, нели живее, некои и на друго место. Сега, во однос на дали сте свесни колкава е штетата што се направи? Значи, прво штетата. Сработеното мора да се исконтролира и поправи поради неработењето. За тоа треба дополнително време и пари. Почитувани колеги, кога се прави нешто, а не се конзервира, останува така, понатаму имаме проблем. Дождови врнат, временски услови, цело време тоа. И сега на ново, најверојатно ќе треба нов проект, ќе треба нови дополнителни средства, и тоа се огромни пари. Нас кога го обвинувавте дека ние за толку пари сме го правили ова, сега одеднаш нови 179 милиони евра. Дупло повеќе пари, намалена безбедност, индиректно фирмите кои работат сега не можат, ризик по живот на луѓето кои патуваат таму сообраќајки, намален туризмот во однос на, знаете дека таму е голема фреквенција за одење кон Охридско и Преспанско езеро, огромен број на луѓе останаа без работа од Кичевско, преку 500 луѓе имаме информација дека останале без работа. Фирмите кои се од Кичево, од Охрид, кои работеа, бидејќи беа вклучени половината од тоа да бидат македонски, останаа без работа. Индиректните поврзувања за градбата, тоа значи економски колапс во овој момент на тој дел од Македонија.
дупло повеќе пари ќе потрошите, почитувани колеги, за измислена приказна дека ВМРО ДПМН злоупотребило нешто. За на крај да кажете, ама трасата била точна. Значи, не е фер. Ако мислите, значи, доколку една работа да ви кажам, овие патишта покрај тоа што ги прават и наши градежни фирми, кои ги навредивте, дека не се способни, дека не знаете на траса да изцртат. Дали може да помислите дека Кина, кинеска фирма, Кина која не знам од кога постои, и градат и изградиле, и сега кинезите го сгрешиле патот. Прво е навредливо и кон нашите компании, меѓутоа навредливо и кон кинеските компании. Дали ви иде на ум дека кинезите бе ја промашиле трасата? Тие во цел свет градат, а сега за пат во должина од 100 километри, не знам дали тоа можете да го замислите. Само што е една вистина. Доколку ВМРО ДПМН останеше на власт, патот до сега ќе беше направен, почитувани колеги. Ќе беше направен. Не дека не го направивте патот, туку дупло ја зголемивте цената на патот. 179 милиони долари. Почитувани граѓани на Македонија, цело време не обвинуваат, правеа приказна. Знаете, овие се арамиите, овие се криминалците, тој украде толку пари, овој направи. За процентите и така натаму. Со цели ноќи не спиеве, тука го осеношеше законот. И зошто сега? Сега го носите ова, го правите со намера дали дополнително да се инкасира 179 милиони евра. Знаете зашо ги користите тие 100 почитувани граѓани? 57 километра е патот. Предвидени 2 клучки и дополнителен пат. Со ова што се барат, сега замислете, 300 милиона имаме од едната страна, 57 км автопатско решение, 2 клучки и дополнителен пат, алтернативен еден пат. Сега, овие 179 милиони евра се барат за 6 клучки и еден алтернативен пат. Почитувани колеги, една клучка 30 милиони долари. Тоа е еден мост да го префрли, да ја префрли од едната страна на другата страна. За толку се работи. И ние, како ВМРО, сме не чинеле, ние сме били криминалците. Под ова поголем криминал, почитувани граѓани на Македонија, нема. Една клучка 30 милиони евра. До каде ќе оди целата работа? Најважно и најголем проблем, готовите патишта кои ви беа Демиркапија Смоквица, готовиот пат скоро оставен Штип Миладиновци, не успеавте да го завршите. И овој затоа ви зборувам, дали има една работа што ви кажат Социјалдемократскиот сојуз дека ќе ја направат? Ниедна. Се излажа. Ова е вистината за Македонија и за Социјалдемократскиот сојуз. Ова е вистината за Социјалдемократскиот сојуз. 6 клучки, почитувани граѓани на Република Македонија, 6 мостови, знаете, граѓаните Штип да ги подсетам, тоа е делницата кај мостот што е направен за Кадрифаково кон Ерџелија и тамо кај Свети Никој, и двата не се завршени. Меѓутоа, сега тоа кошта 30 милиона евра. Такви 6 треба да се направат. 30. Тука е вистината, почитувани колеги. И ако бевме ние, не се работи дека не се направени, се работи дека се застанати и болницата, и сите други работи, и патот кон Коч. Единствено патот за господинот Заев се работи, друго ништо. Почитувани колеги, и друга една работа сакам да знаете вистината која е. Што е вистината? Тие се ваши пари, почитувани колеги. Ваши пари. 179 милиона. Сега кога ќе ви опнат плюс даноци, плюс сите работи. Ќе видите што ќе биде смешно, ама на крај ќе видите колку пари ќе ве кошта. Сега, дополнително ќе ви кажам што вчера се случи за патишта. Ветуваа 600 километри, ништо, 1 километар нема. Се пофали еден гарочалник во близината кај што живеам дека најголемиот проект му бил 1 километар пат. Почитувани колеги, владата денеска повторно се задлужи преку нова аукција на државни хартии од вредност од 5 милиарди денари, околу 82 милиони евра, иако претходно беа најавени 4, односно 67 милиони евра, со што државата се задлужи за повеќе од 15 милиони евра, односно 82 милиони евра. Тоа се дополнителни. Ако ги земете овие 179, ако ги земете 182, а ништо не е направено. И сега велат така, ама ние немавме време, од 2015 година сме власт до ден денес. И кога вие ќе направите, сакаш уште 2 мандата, уште 5 мандата, не бива таа работа.
Ова работа, почитуван, ви е многу голема грешка и најмалку што можете да направите, да им се извините на граѓаните и најмалку што можете да направите, бидејќи е наједноставна работа, а тоа е да го направите, да ја направите заштитната ограда од 1 километар што не ви е завршена на патот Штип Миладиновци. Благодарам.